Се подготвува ли терен за решение на спорот за името без референдум? Последниве неколку денови, официјални владини лица, партии, експерти, новинари од двете земји говорат за можноста Македонија и Грција да договорат решение на спорот без да бидат прашани граѓаните. Во Атина за опасноста за организирање референдум посочи шефот на дипломатијата Кодзијас, а пак во Македонија ваквите најави најмногу доаѓаат од функционери на ДУИ, кои сметаат дека парламентот има право да одлучува за можната промена на името, бидејќи тој легитимитет го црпат од граѓаните кои ги гласале на избори. Таквата можност најпрво ја спомена спикерот Талат Џафери, а пак вице-премиерот Бујар Османи, кој вчера беше во Атина, не сакаше да говори дали ќе биде организиран референдум за ова важно прашање. Мојата позиција е да се остави ова прашање настрана и да се фокусираме единствено на модалитетите за затварање на спорот. Тој во интервјуто за грчка Антена мисли дека му доаѓа крајот на овој спор, кој ни одзел 25 години можност за соработка, размена и развој. Тој е убеден дека постои решение што е взаедно прифатливо, а без да се нападнат најчувствителните вредности што двете страни ги имаат по ова прашање. Сепак тој не сакаше да говори дали можното решение на спорот е името Нова Македонија. И портпаролот на владата Миле Бошњаковски е предпазлив и не сака да навлегува во конкретни суштински расправи во однос на преговорите за името, но вели дека се оди кон можно решение кое би одговарало на двете страни. Дека е можно спорот за името да се реши без да биде организиран референдум, денеска навести и коалицискиот партнер на СДСМ Павле Трајанов. Тој смета дека конечната одлука за спорот за името треба да ја донесе парламентот, а може да се организира само консултативен референдум, чии резултати собранието не би имало обврска да ги прифати.